Утре во Соборниот храм во Скопје ќе се одржи по 33-ти пат традиционално манифестацијата за Бадник. Секоја година се бираат куми здравичар кои пред се се скопјани и со својата дејност имаат оставено огромен белег. Ово утро се заедно со нас кумот и здравичарот кои што ќе ни кажат повеќе детали околу самата манифестација. Да им посакаме добро утро на моите денешни гости, кумот Зоран Кондратенко и здравичарот Јаков Дренковски. Добро утро до двајцата. Овој разговор ќе го започнеме со кумот. Најпрво сакам да појасниме нешто повеќе околу самата манифестација која што се одржува 33 пат по ред. Кога поточно ќе започне во текот на утрешниот ден и каква е програмата? Најпрво сакам да ги поздравам сите гледачи и сите сограѓани, да честитам новата година и празниците кои следат. Во однос на програмата и во однос на манифестацијата, тоа е дел од богатата традиција, дел од обичаите и ја започнате пред 33 години, точно од страна на денешните бадникари, кои пред пазарчето во Бунјаковец, пред 33 години со делење гранчиња и топла ракија, ја започна на некој начин традицијата, пренесена понатаму по иницијатива на тогашниот владика, господин Михаил, во дворот на Соборниот храм. Самата манифестација започнува со посета на пензионерскиот дом во Злокуќани и традиционално дружење со пензионерите, како дел од хуманитарниот дел на целокупната манифестација, а потоа се доаѓа тука пред Соборниот храм, каде веќе граѓаните треба да се собрани, се надевам во што поголем број, и каде почнува програмата организирана од страна на повторно организацијата Бадник, каде ќе биде осветување на погачата, делење на гранчињата и дел од културно-забавна програма и обраќање на старите кумови, новите кумови и свештените лица пред насобраните граѓани. Еве, ја напоменавте целата манифестација која што ќе може да се види во текот на утрешниот ден, но генерално која е вашата задача како кум, може ли да појасниме? Прво да кажам, голема е честа да се биде еден од избраните. Кумовите и здравичарите, сегашните и идните, се дел од една традиција и се осеќам дека сме ние чувари на таа традиција и на богатото градско наследство. Задачата на кумот е повеќе символична, меѓутоа поврзана е со целата програма која е направена, со дел од обичаите и со дел од традицијата. Започна на 21 декември со собирање на гранчиња на падините на Водно, со една пригодна манифестација во присуство на огромен број граѓани и верници, каде на собраните гранчиња ќе се делат во текот на утрешниот ден тука, на платото пред Соборниот храм, заедно со дел од погачата, малце ракија, малце чај, за да сите граѓани кои ќе бидат присутни овде добијат осветено гранче кои ќе го понесат понатаму во домовите. Улогата на кумот е да учествува во целата таа манифестација и сите обичаи до завршување на истата. На самиот почеток напоменавте дека голема е честа да се биде кум. Каква беше вашата реакција кога ви соопштија дека вие оваа година ќе имате таа чест да бидете кум? Искрено се надевам дека секој стар скопјанец кој ги почитува традицијата и обичаите, на некој начин скриено посакува да биде кум. Беше големо изненадување. Ми соопшти близок соработник кој ми кажа дека ќе ме посети одборот на организацијата Бадник и така со големо задоволство, чест, радост ја прифативме таа функција. И сакал да кажам дека веќе дел од обврските кои како кум ги обавував, поточно берењето на гранчиња, бев изненаден од позитивната енергија на сите насобрани и чувството на сплотеност на сите граѓани кои беа присутни. Баш беше позитивна атмосферата за сите нас. Навистина е убаво да се слушне и вакво нешто. Ви благодарам многу за одвоеното време. Ќе го продолжиме овој разговор со здравичарот. Најпрво сакам да ни појасните како се прави таа селекција, дека вие ќе бидете оваа година здравичар, а мојот исто така друг гостин дека ќе биде кум. Како се прави секоја година таа селекција? Малку шега.
Здравичар самиот збор кажува дека треба да наздрави, некој нешто да посека, здравје, среќа и така натаму. Па да не биде многу тешко, ќе посетите неколку кафани, неколку домови и тој што наздравува, ќе го одберете него, ако ги оправда нормално барањата. Сега, сериозно. Здравечерот како здравечер е, како што спомна кумот, е особена чест и јас кога слушнав тоа одборот на батникарите, кога решија да Јаков Дренковски биде здравечер, ми беше особена чест и особено задоволство, каде што можеби во едни домашни услови се подготвувам секој утро што би кажал и како би кажал, сакајќи да бидам што поблиску до сите што ќе дојдат, бадникарки, гости, страни, домашни и така натаму. И така мојата сопруга вели, добро, Јакове, до кога по 100 пат го повторуваш текстот, да не го заборавиш. Сакајќи да ја оправдам таа доверба што одборот бадникари ми ја дарува и да бидам од сега јас натаму као 33-тиот кој дефилирал на таа сцена и понатаму да бидам и да станам дел од тој одбор кој ќе стане во еднина можеби кандидат за изморедна златна кандидатура на традиција 50 години. Напоменавте, нели, и всушност по самото ваше говорење се гледа дека навистина сте среќни и дека ви е чест што ќе бидете оваа година здравичар, но еве ќе го повторам прашањето кое што го поставив на кумот кога дознавте дека оваа година вие ќе имате честа да бидете здравичар. Какви емоции ве понесува во моментот? Како се чувствувате? Колкава радост беше тоа? Може ли да ни го опишете моментот? Знаете, кога јас сум присутен бил овдека, али поминувајќи покрај Соборниот храма, самиот плато, ја гледав, се случува народ. И си велев во себе, барем еден ден имене ќе ми се даде можност да бидам среќен. Подсвесно, да? Да, почест да бидам јас тој што ќе кренам чашата, не чашата, или кум било што, да бидам дел од таа представа, бидејќи, верувате, од одборот представник кој ми се јави дома и ми ја предложи да бидам здравичар, навистина се чувствав многу среќен. Дори дома им кажав као со особено задоволство да им укажам, викам, дечки, ќе бидам здравичар на моите внуци, да бидете ви обавезно таму присутни, бидејќи треба да се веселиме. Заради тоа што сите таму присутни, на тие присутни ќе им дарувам, преку песната моја ќе им дарувам спокој, мир, а преку зборовите мир и љубов. Затоа сум среќен што ќе бидам еден од тие што преку кренатата чаша, капките желби што постојат, една капка ќе си задржам за себе, желба, да ми се исполни, се надевам, а останатите капки ќе ги дарувам на присутните и со желба да им се исполни. На здравје Македонија! Да се надеваме дека утре ќе ги има присутни во што поголем број, дека навистина ќе биде на убава манифестација и убава веселба. Ви благодарам многу за одвоеното време што имавме можност да го најавиме утрешната манифестација. Благодарам уште еднаш. Тоа беше последното вклучување на лице место, токму од терен, пред самиот крај ќе ви ги честитаме новогодишните и божикните празници.